многу акција на оваа тема, иако лажните вести ги преплавуваат порталите и воопшто сите медиуми, а често главен извор на тие вести се социјалните мрежи, особено Твитер и Фејсбук. Па така минатата недела имав една непријатна ситуација кога на социјалните мрежи беше објавена една лажна вест за тоа дека татко направил, си е убил ќерката за оној случај несреќен во Гостивар кога се удави младо девојче во реката Вардар. Се разбира, институциите се уште должат одговор зошто тоа и како се случи, но таткото на девојчето најави кривична, односно тужба против актерката Ирена Ристич, која ја пренесе веста на Фејсбук дека девојчето било практично убиено од нејзиниот татко и дека станува збор за чедоморство, и оваа вест некако многу лесно ја презема неколку портали. На оваа тема ја повикав во отворено студио колешката Катерина Синадиновска, која ни е инаку и председателка на Советот за етика во медиумите, каде што би требало некако да почне да тие етичките вредности на новинарството да помогне да се имплементираат во медиумите. Што ни се случува, Катерина, со етикава, до каде сме? Благодарам за поканата, Борјан. Да, во Советот би требало да почне борбата, да речеме, со лажните вести. Ми се свиѓа како го најави целиот случај и како ги лоцираше одговорностите на неколку нешта. Тоа што се случува на интернет просторот особено не е проблем само за Македонија, проблем е за целиот свет и Европа и пошироко. Да, најчесто лажните вести се јавуваат на интернет порталите и нашата статистика, ние кога добиваме жалби од граѓаните, кога доучуваме по нивни представки, најголем дел од нив се однесуваат на прекршување, на непочитување на стандарди, ширење на лажни вести, говорно образи и така натаму. И особено таа интеракција со социјалните мрежи која прават. Тоа ми беше муаветот, мислам и целата поента дека почнува тоа на социјалните мрежи, се префрла на интернет порталите. Сега, кога се работи за Facebook приватни профили или за профили какви да се на социјални мрежи, Twitter или Instagram, се предпоставува дека таму нема доволно филтри кои што може да ја прочиста таа информација. Од тој кој што ја восприема, ја пренесува понатаму. Кога се работи за медиум, се предпоставува дека тука треба и мора да постојат одредени филтри. Значи се знае дека тука таа вест треба да биде прочитана напишана од новинар, прочитана и одобрена од уредник, да се провери, да се почитуваат стандардите, кодексот и така натаму. Тоа што ни се случува е токму тоа, отсуство на редакции. Нашите интернет портали, тоа е случај во светот, меѓутоа особено карактеристично за слаби демократи, слаби медиумски пазари, слаби медиумски системи, немаат редакции. Значи тука се работи за, ние ги викаме човек медиум, двајца луѓе медиум, каде што како што нешто ќе се види сензационалистички и слично од интернет се презема и буквално без никаква проверка се става на и кој се чарето има две работи, или да се лиценцира кој може да има медиум, под кој услов, порталите и да влезат во некаков законски третман, тоа е едното, и второто е само регулацијата. За неја зборуваме оддавна, веројатно е таа најлибералната опција, но што да правиме за да таа почне да функционира? Значи, тоа лиценцирање на новинари или ставање на интернет просторот во законски рамки е многу опасно. Во земји каде што имаме слаба демократија, каде што имаме притисоци од владата и така натаму, да не заборавиме дека до неодамна сегеве можеби имаме потранспарентна влада која што е попријателски настроена кон медиумите и така натаму. Меѓутоа до неодамна интернет просторот беше единствениот слободен простор во Македонија каде што реално критичките медиуми и критичките содржини во медиумите може да бидат пласирани. Утре истото може да се повтори. Јас не верувам во потполно пријателски настроена влада. Таман оваа идеја е најдобрата каква што не е. Значи утре ќе дојде некоја друга, така да законските решенија апсолутно да ги стави под своја капа и тоа е многу опасно. И затоа тука треба да се биде многу внимателен. Што ние најголеми демократи не се дозволуваат законски интервенции во овој простор, не верувам дека на Македонија тоа може да го спроведе како што треба. Сега кога се работи за саморегулацијата, многу е важна свеста кај самите медиуми. Значи ние работиме со членки медиуми
медиуми кои што се членки и кои што се претпоставува дека ги почитуваат стандардите. Доколку не ги почитуваат, ние имаме санкции од аспект на исфрлање од Советот и слично. Меѓутоа, свеста за да се подигне, ние имавме буквална ерозија на медиумските стандарди и воопшто на новинарството. И затоа професијата новинарство е дискредитирана апсолутно. до безвест. И пак ќе го вратам проблемот на почетокот, значи недостасуваат сериозни професионалци и редакции. Значи... Добро, Катерина, еве, читав една колумна, вели, во Македонија долго време се зборува за процесот на саморегулација на онлайн медиумите, што подразбира нормално функционирање врз основа на етичка информираност. Но се чини дека се уште сме далеку од тоа. До тогаш општеството ќе биде предмет на брутален хаос на порталите без импресум. Што сосема се согласувам со констатацијава, но нели може некако да се регулира? Дека не може секој да биде портал ако нема барем импресум, односно редакција кој е одговорен, не знам колку кој стои. колку сте информирани, значи токму тоа е нашата иницијатива која што ја почнавме пред месец и пол, заедно со Сдруженијето на новинари со синдикатот на новинарите во Македонија. Значи ние направивме список од 4 основни критериуми кои што интернет порталите мора да ги почитуваат доколку сакаат воопшто да бидат третирани за медиуми. Заедно со владата го презентиравме ке владата и побаравме и од нив учество во овој процес, затоа што без нив тоа е невозможно да се направи. Кои се тие критериуми? Значи прво мора да се има импресум, значи мора да се знае кој стои зад тоа. Значи сепак треба некакво законско или па не е законско затоа што се работи на фелата тоа иницијатива, значи тоа е иницијатива која што ја произлегува од самите новинари, од самите новинарски здруженија и ние не бараме закон, туку бараме во одредени фази од имплементацијата на овој процес владата да се вклучи преку помош од аспект на ЕВА. Например, утре тие медиуми, интернет портали кои што нема да ги почитуваат овие стандарди, значи немаат импресум, не се регистрирани како правно лица. Значи мора да се има правно лице, да се знае процес, има тука пари течат на крајот на денот, мора да се следи тој процес. Значи како правно лице кои што нема да почитуваат ниту еден етички кодекс, не велиме тоа да е кодексот на ЗНМ. Еве земете го на Меѓународна федерација на новинари, битно да биде истакнат, да знаеме по кој кодекс овие луѓе работат и плюс треба да ние исто како дел од оваа фаза ќе се обратиме до бизнис заедницата, затоа што мора и тие да бидат свесни каде ги даваат своите пари за реклами. Апсолутно менаџментот има слобода во тоа каде ќе се рекламира, меѓутоа мора да знаеме дека тоа е порака. Ако вие како една голема компанија треба да имате општествена одговорност, давате пари во одреден медиум, медиум кој шири лажни вести. Значи вие поддржувате таков тип на новинарство, се залагате за таков тип на стандарди. И уште последно прашање. И уште нешто само ова сакав да кажам, конечната цел е значи на ваквите фейк медиуми, значи не се само ширачи на фейк ньюс, туку се баш фейк медиуми, да им бидат одземени акредитации кога ќе се изфилтрира тој процес. Ние сега им даваме простор за да речеме еве дека меѓу нив можеби има некој кој што ненамерно ги заборавил да стави импресум и адреса. Ама еве даваме простор, бујрум средете го тоа да видиме. Ако не, значи треба да се одземат акредитации и исто така треба да се апелира до носителите на јавни функции да внимаваат каде се појавуваат со своји интервјуа и гостувања, затоа што така даваат легитимитет. И последно прашање, бев неодамна во Финска и ми направи впечаток колку многу во образованието се посветува внимание на медиската писменост, односно ги учат младите, децата од најрана возраст како да препознаат што е релевантен извор на информација, бидејќи интернетот е феномен еден кој очигледно таа експлозија на светско ниво на информација од најразличен вид, дали можеме да воспоставиме некакви односи и меѓу другото и со Министерството за образование за да се поттикне ова медиска писменост? Супер е прашањето, тоа исто го работиме како иницијатива заедно со Министерството за образование за да се воведе уште од средно образование, минимум, може дури од основа. Само ќе ви кажам еден пример, например во Калифорнија, Соединетите Американски држави, кога двајца гувернери се обидоа да воведат медиумска писменост како задолжителен предмет во средните училишта, правеа анкети, истражувања и излезе дека 87% од американските средношколци не може да направат разлика помеѓу реклама и обична вест. Значи замислете каков е процентот кај нас и колку се нашите средношколци писмени. Ние правиме исто така цело време обуки на терен, сега неколку пати бев низ средни училишта низ Македонија. Децата знаат, слушнале за лажни вести, знаат колку се тие опасни и штетни, меѓутоа исто тоа што е поразително, не може да препознаат, нема никакви филтри. Не може да препознаат, се изложени на
Првенствено информациите ги добиваат од интернет. И тука е опасноста. Тие филтри што ги зборувавме на почетокот дека баш на интернет ги нема. Значи весниците многу ретко прават такви прекршувања, телевизиите исто. Катерина, ми беше задоволство што беше гостин во отворено студио и останува уште последниот прилог во овој дел, а тоа е прилогот на колегата Игор Стефановски кој подготви портрет ако режија ако го имаме прилогот. Добро, жалам што колегата Игор вложи поприлично напор за да ги направи портретите а сепак го имаме. Значи ги имаме портретите на вчера приведениот поранешен директор на УБК и актуелниот советник за национална безбедност во кабинетот на председателот Иванов, кон кој на известен начин се насочува истрагата за 27 април, особено по последното рочиште кога двајца од обвинетите зборуваа за нивното мешаност и влијание во настаните во крвавиот четврток. Да го погледнеме прилогот на Игор Стефановски по одиме на Дневникот. Владимир Атанасовски и Синиша Алексовски, и двајцата посочени од обвинети за собраниските инциденти, едниот како организатор, другиот како информатор. Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Атанасовски доби притвор зад решетки. Алексовски, актуелниот советник за безбедност на председателот на државата Ѓорѓе Иванов, е на слобода. Но кои се Владимир Атанасовски и Синиша Алексовски? Атанасовски директорската функција во Управата за безбедност и контраразузнавање ја наследи од Љупчо Андоновски во септември 2016 година. Андоновски бил разрешен од претходната владеачка гарнитура бидејќи не бил послушен. За шеф на тајната полиција Атанасовски беше предложен од тогашната власт. За него нема многу информации. Завршил на економскиот факултет во 2008 година, по дипломирањето на 26 години го добива првото работно место во тогашната Управа за спречување перење на пари. Били советник за меѓународна соработка. Цели 10 години се занимавал со гонење на финансискиот криминал. 4 години беше прв човек на Управата за финансиско разузнавање, каде директоруваше 6 години. Тогашната власт потенцираше дека Атанасовски покажувал квалитетни резултати со финансиското разузнавање, сметајќи дека ќе покаже професионалност како директор на УБК. Атанасовски првпат пред камерите излезе како шеф на тајната полиција, но ќе остане запаметен кога не го пушташе тимот на специјалното обвинителство за да ги земе броевите од управата, иако шефицата на СЈО Катица Јанева пред портите на УБК затропа со судски налог. Ние нема да си одиме додека не постапиме целосно по судските наредби. Колку обвинители ќе останат вечер во... Ние, значи, имаме целосна покриеност со дежурства на истражители, обвинители. Денес добивме наредба од Основниот суд Скопје 1 Скопје, по која што е добиена по повод наше барање, за да ни бидат доставени сите податоци за броевите кои што биле маркирани. Во таа наредба представникот од операторот не може да гарантира, не може да ги оддели фактички активните од досегашните завршени примери. 2 дена подоцна Јанева влезе во управата, но портата ја отвори тогашниот технички министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. 2 години подоцна очите на јавноста повторно вперени кон Владимир Атанасовски на судскиот процес 27 април, посочен како еден од организаторите за крвавиот четврток. Прв оперативец му бил Александар Василевски Нинджа, обвинет за собраниските инциденти. За Синиша Алексовски, иако во судница беше кажано како информирал дека Иванов ќе предложи војна состојба и дека војна полиција чека на готов да го апси раководството на СДСМ, не е повикан на распит од обвинителството, бидејќи обвинетите директно не го посочиле. Од кабинетот на председателот експресно демантира негова вмешаност. А како дошол Алексовски да го советува за безбедност председателот на државата Иванов? За него речиси воопшто нема информации. Работел во МВР, од локален инспектор до началник на Алфите. Полициски извори брифираат дека имал нарушени односи со екс-директорот на УБК Сашо Мјалков, пошто станал дел од тимот која воделе председателската кампања на Иванов и влегува во кабинетот на шефот на државата.
Алексовски беше споменуван и со присуството на српскиот разузнавач Горан Живалјовик на 27 април во собранието, но тој експресно демантираше и рече дека не му дал одобрение за престој во македонскиот парламент. Утре на судскиот процес 27 април својот брана ќе дава обвинетиот Александар Василевски Нинџа со предложени тројца сведоци, меѓу кои неговиот брат Благој Василевски и Дејан Димковски викан боксер, кој според сведоштвата на обвинетите имал удел за собраниските инциденти.